Добар ден, почитувани, предстои најновата телма амбуланта. Зошто кај некои луѓе токму летото носи почести главоболки? Дали жештината, дехидратацијата, долгите патувања и промените на времето може да ја поттикнат мигрената? Што ни открива начинот на кој не боли главата за причината на болката? Разговараме со професор доктор Емилија Цветковска, невролог. Останете на телма, а поставете прашање во програма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за главоболките, што ни открива начинот на кој што не боли главата. Ќе прашаме професор доктор Емилија Цветковска, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Професорке, добар ден, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, драго ми е дека сум повторно кај вас. Во летните месеци луѓето почесто се жалат на главоболки. Дали е тоа поврзано со жештините или пак со намалениот внес на течности? Па многу фактори, значи главоболката е симптом практично, кој може да е резултат на различни состојби. Главоболката и почесто е симптом, отколку болест сама по себе. Ние и така, да речеме, школски ги делиме главоболките на примарни и секундарни. Примарните се оние кои се болест сама по себе, секундарни кои се резултат на многу различни состојби. Тие различни состојби вклучуваат разни заболувања на централниот нервен систем, но уште почесто значи некакви пореметувања во организмот, и овој долг вовед беше за да кажам дека се што ќе ја поремети нашата хомеостаза, поготово еве покачените температури, намалениот внес на течности, ќе резултира веројатно кај голем дел од луѓето со главоболка. А што е со крвниот притисок во летниот период кога е многу топло? Знае да ни падне притисокот. Може ли тоа да резултира со болка во главата? Значи може. Јас секогаш кога разговараме нели за главоболки, пак ќе се навратам на тоа, и со студентите дури наши се склони нели кога ќе кажете главоболка да помислат веднаш на нешто какво случување во мозокот, во централниот нервен систем. Но една од работите што секогаш треба да се провери во амбуланта кога ќе дојде некој кога ќе се оплакува на главоболки е да се провери неговиот крвен притисок. Класично покачениот крвен притисок така и се манифестира со главоболка. Тоа е еден од симптомите преку кои го откриваме покачениот крвен притисок. Но спротивно во летно време, да не навлегувам во механизмите зошто и како, почесто се случува да има понизок крвен притисок. И понискиот крвен притисок може да е причина за главоболка. И варијацијата исто така може да биде причина за главоболка. А престојот во климатизирана просторија, па потоа веднаш изложување на висока надворешна температура, може ли тоа да биде тригер за еден ваков проблем? Значи може да биде, поготово луѓето што се осетливи, луѓето кои имаат да речеме некаква примарна главоболка, мигрена, се многу осетливи на временските услови, на промена, еве вака престојување во поладна, па потоа надвор да излезат на топло и така да може и кај тие луѓе да биде провокација, тригер, нели, провокација за главоболка, меѓутоа може да се јави и кај било кој може да предизвика по различни, па ќе кажам, механизми, промените во времето, во средината, од многу топло на многу ладно може да се причина. Може да биде провокација и силната светлина? Може да биде пречи силната светлина, значи кај луѓето што имаат примарни главоболки, кај луѓето што имаат мигрена, обично во мигренозен напад светлината апсолутно пречи. Затоа и класично нели ќе ви каже секој што има мигрена дека кога ќе почне да го боли главата, веднаш што прави, ги спушта ролетните, ја затемнува собата и пробува да ги исклучи звуците. Сите тие надворешни стимулуси, кај луѓето поготово со хронични главоболки, некои стимулуси кои што се вообичаени кај луѓето што не би предизвикувале, меѓутоа ако е некој сензитизиран на тоа, значи ако е повеќе осетлив, ако неговиот прак е понизок, тогаш може и вообичаени сензации и стимулуси да му предизвикаат главоболка. Некој вела дека може да почувствува дека ќе се промени времето, бидејќи им се јавува главоболка. Да, и вистина ли е тоа? Можат ли варијациите во атмосферскиот притисок или пак брзата промена на надворешната температура да тригерира една ваква болка? Апсолутно да. Значи, кога ќе разговарате, ние
често пати на луѓето им велиме да водат дневник за главоболки, дневник и за мигрени и така. И кога ќе го погледнете дневникот, било да е на основа на недели, месеци или пак годишен дневник, ако забележите, ќе видите дека во периодите кога е попроменливо времето, значи во пролетен, обично во есенски период и така, дека се почесто се јавуваат главоболките. А вела дека немаат потреба да гледат временска прогноза. Дека ќе почувствуваат. Ќе ја почувствуваат и знаат дека ќе дојде до некаква промена. Што можеме да направиме во летниот период за да превенираме главоболки? Па, што можеме, тоа мислам дека секој ден еве го повторуваме и колегите го повторуваат и од на помош гледам и така. Значи, секогаш треба нормално да внимаваме колку ќе се изложиме на топлина, да не престојуваме премногу долго во најтоплите часови надвор, нели, да не сме изложени на сонце. Главоболката е добро, еден од симптомите и на сончаница и на топлотен удар. Значи, ние можеме да си предизвикаме и некои сериозни состојби, но од друга страна, нели, тоа што ете го знаеме, мислам веќе сите го знаат, да внесуваме доволно течности. Дехидратацијата е честа причина за главоболка. Во летно време повеќе сме склони кон тоа, инаку дехидратацијата и генерално луѓето ќе работат, ќе прават нешто, ќе заборават да пијат вода, не мора да е дури ни секогаш топло времето, може на работа со часови не пијат вода и после тоа ќе резултира со главоболка. Така да треба да се внимава на тие две работи во главном. Мислам дека прилично ги нагласуваме, еви колегите, јас колку што пратам, постојано нагласуваат да се внимава изложеноста на топлина и да се внимава апсолутно на доволен внес на течности. Значи дехидратацијата е во директна корелација со болка во главата? Предизвикување, да. И често пати, значи, самата по себе ќе предизвика главоболка, меѓутоа и кај луѓето, пак ќе повторам, што имаат примарни главоболки, секое пореметување, нели, во хомеостазата и секое дехидратацијата едно од тие ќе тригерира, например, и мигренозна атака, многу често. А како да препознаеме дали главоболката е поврзана со сончаница или топлотен удар? Ке има и други некои симптоми покрај главоболката? Па, значи, главоболката, да, за сите главоболки, еве, вклучувајќи сега, бидејќи сме лето, овие се повеќе, да речеме, актуелни, меѓутоа, во принцип, секогаш е важно, многу работи се важни, нели, начинот на кој некого го боли глава, дали е тоа некоја хронична состојба, некој си е навикнат постојано со години склоне, како што велиме, кон главоболки, дали е тоа нешто што е прв пат се јавило, дали е интензитетот каков е, понатаму каква е, ние велиме, дистрибуцијата и локализацијата, што го боли во главата, целата глава, половина, начинот на кој настанало, дали таа главоболка настанала одеднаш или настанала постепено, се развивала во тек на неколку часа, да кажеме, понатаму дали е следена со нешто друго. Значи, дали на некого му се повраќа, му се гади, дали има треска, дали има покачена телесна температура, дали се препотува, нели. Многу фактори нормално гледаме во кои околности се јавила таа главоболка, што правел во тоа време човекот, што правел претходните неколку часа. Ако мора да раскаже кој ќе се јави на лекар, што точно се случувало за да може да се процени од каде потекнува? Тоа е многу општ симптом, како што реков, може од многу различни причини да биде, да е резултат на многу различни причини. Доколку во летно време се јави главоболка, дали е паметно се напиеме веднаш чаша вода? Не сме пиеле вода еден извесен период, или пак може би и електролити не е лошо да се додадат во водата? Значи, тоа електролитите нормално се губат со потењето. Така е, се губат со потењето, така да е значајно да внесуваме, пак зависи колку губиме ние течности со потење, каде престојуваме, дали е влажна, дали е сува средина, дали се потиме, дали можеби не се потиме и така. Течност нема да сгрешиме да внесеме, а дали да внесеме и електролити да внесеме, ако е пообимно потење, ако е нормално сега други симптоми, повраќање и така, тоа апсолутно да. Споминавте дека начинот на кој што не боли главата всушност може да укаже и на причината, значи каде не боли главата, колку време не боли главата, кога се јавила болката. Еве, например, кога ќе прашате каде боли главата,
Дали ви е важна информацијата и може да ве наведе на причината доколку болката е еднострана или пак е двострана? Доколку боли во тилот, на челото, околу окото? Ако главата стега. Да, значи апсолутно и квалитетот на главоболката така е, начинот така е, апсолутно, значи важно дали болката пулсирачка, дали е остра. Така е. Значи многу ни е важно. Има некои состојби кои се да речеме ургентни состојби, кои се ретки состојби, но сепак ако некој дојде во амбуланта и каже дека осетил и точно ќе каже, еве денеска пред 1 час осетив силна главоболка, како удар во главата, најсилна што во живот што сум ја почувствувал, патам од главоболки, ама ова не сум до сега осетил и така, тогаш е алармантно, тогаш навистина треба брзо да се реагира, да се упати во болница и така. Меѓутоа, нели, ако некој дојде и каже имам главоболки, со години имам главоболки, најчесто како стегање ми се главоболките, целата глава, тапа ми е болката, најверојатно е тензиона главоболка која има друга причина. Ако некој го боли половина, например, типично ќе каже едната страна, па следниот месец другата страна или по неколку дена, атаката зависи како е, половина глава го боли, пулсира, осеќа зад окото како пулсирање и така, ќе се посомневаме заедно со другите нели описи, ќе се посомневаме на мигрена. Ако некој го боли например во вратот и така, може да се посомневаме на некои други нели секундарна причина за главоболка, проблеми со вратните прешлени, ако е во тилот главоболката, од покачен крвен притисок, апсолутно е важно. Сите податоци многу се важни. Да. Најважно е секогаш да се препознае ако е некоја ново настаната интензивна главоболка, така и ги опишуваат како што не имал до сега некој. Тогаш веќе упатува на нешто посериозно. На состојба и тогаш треба навистина да се реагира. Нормално со какви други симптоми е следена, дали некој повраќа акутно со таа главоболка, дали е поспан, дали е многу состојби, мислам, се што може да се голем дел што може да замислиме, од инфективни, преку васкуларни, преку, како што рековме, покачен притисок, стресови, психички состојби со тензионата главоболка, пореметување со видот, со синусите, и тие имаат специфична главоболка дистрибуција кога има некој хронично воспален или акутно воспалени синуси. Многу состојби практично може да се причина за главоболка, вклучувајќи ова што велите сега најчесто, бидејќи сме лето, па покачената оваква температура. Дали е важно дали болката се јавила, да речеме, наутро после будење, после физичка активност, ако некој има болка, или ако се наведне па му се јави болка во главата, односно главоболка? Важно е, и тоа е апсолутно важно, значи, нели, наутро при будење може да се јават различни главоболки. Ајде ќе кажеме еве почесто, многу често мигрената ги буди утрото пациентите и започнува на таков начин да речеме. И една од дефинициите значи за мигрена е дека вообичаена активност физичка која кај неко нормално не треба да предизвика болка, дека предизвикува. Утринските главоболки се некогаш врзани со некои други состојби кои се поретки, со експанзивни процеси во мозокот и така. Меѓутоа, различни модели има, не може да се врза, не е специфично само за еден тип, па да речеме, сега мене ме забајле во глава, јас 100% имам тоа и тоа, да се некој плаши и преплашува. Секогаш е тоа склоп на симптоми, да речам, затоа реков, многу фактори треба да се земат во предвид, а не некој да се уплаши, ја имам утрински главоболки, мора да имам некоја лоша состојба, не значи така. А доколку главоболките не будат од сон, дали веќе тоа сериозен симптом или не мора да значи? Па во принцип и тоа е важен, многу е важен симптом, затоа реков, значи како и за сите состојби, ние за главоболки сега дури изготвивме и дневници кои им ги даваме на пациентите на клиника за неврологија, кои ќе дојдат со главоболка, да го пополнуваат и во тој дневник има и да кажат во кое време од денот да си запишат се јавило, дали таа главоболка се јавила, да речеме, во
наутро, попладне, со што е врзана, кои се провоцирачки фактори. Сега, ако еднаш, пак ќе повторам, ако баш тој ден некого го разбудила силна главоболка, никогаш почувствувана во животот и така, тоа нормално треба веднаш да се реагира. Како и за секоја хронична главоболка за која треба да се побара помош кај матичен лекар, да не се пијат, и тоа може така да продискутираме, да не се пијат некритично лекови постојано. Дискутираме детално за тоа. Да се задржиме уште малку на дневникот. На каков начин се води, колку време пациентите треба да внесуваат податоци во него? Значи, зависи. Обично ние сега имаме нормално и амбуланти вообичаени, па имаме и амбуланта за мигрена и ние им го даваме дневникот на пациентите и барем да го водат, да речеме, 3 месеци, да видиме каков е тој начин на јавување. Ние да видиме дали е тоа периодично со што е врзано во врска со циклусот, например, ке жени многу често. И така, значи, и таму имаме и баш убаво и наведено, значи, кога се јавила, кој бил интензитетот, и тоа е многу важно. Едно е да има некои слаби главоболки, интензивни главоболки, и така. Значи, сите тие работи ги наведуваме и потоа ние гледаме дали има некаков патерн на јавување, што го ја тригерира. И лекувањето, значи прво да откриеме причината, ама и понатаму и лекувањето не се состои само во лекови, се состои и во избегнување на фактори кои провоцираат уште повеќе главоболката. Но повеќето веднаш посегнуваат по лекови. Дали лековите против болка исто така може да предизвикаат главоболка? Може, и тоа е често, мислам и често го гледаме, луѓето земаат на своја рака. Имаме сите, аналгетик кога ќе не заболи главата, сакаме да сме функционални, имаме тој ден обврски и така, нормално дека ќе посегнеме по или парацетамол, или кафетин и така натака, и тоа си е окей. Меѓутоа, ако тоа е хронично, ако тоа се повторува, значи сега дефиницијата е 3 месеци, ама тоа обично трае многу долго, кај луѓето не е само 3 месеци, кога ќе почнете да разговарате, ќе видите дека се подолги периоди. Некои со години. Така, со години, но дефиниција за да ја задоволи, да речеме, да кажеме дека некој има главоболка предизвикана од злоупотреба, од големена употреба, од преголема употреба на аналгетици, треба барем во последните 3 месеци за овие што се вообичаени, што сите ги земаат, како што е парацетамол, бруфен или така, повеќе од 15 дена месечно да зема, или за триптани, кои се специфични лекови за мигрена, повеќе од 10 дена месечно во последните 3 месеци. Па како сега се проценува дали болката во главата е последица на тие лекови или пак е резултат на мигрената или Тоа е еден круг кој е многу тешко после да се, затоа треба на време да се побара помош, да се побара и помош, значи и од матичен лекар, понатаму кој има нормално потреба, ќе кажам, и да дојде и на невролог, заради тоа што ќе почнат тие главоболки, да кажеме, мигренозни секогаш почнува како така наречена епизодична мигрена, еднаш месечно или 2 пати месечно, и почнува си зема лекови, па ќе помине, па почнува, продолжува 3 пати, па 4 пати месечно, се повеќе лекови се земаат и настанува хронификација на мигрената, таа станува хронична мигрена, со тоа што станува хронична мигрена, почнуваат тригери што вообичаено не би требало да бидат причина, да предизвикуваат главоболки, се намалува прагот на надразливост, така да се случуваат повеќе промени, централни периферна сензитизација, така наречена, што ќе доведе до хронична состојба која, значи, е хронична мигрена во кој се помешани мигренозни, тензионен тип на главоболка и со зголемената употреба на аналгетици допринесува и тоа за да се хронифицира состојбата и да се јавуваат нови главоболки. Значи, самата употреба на аналгетици води всушност кон до хронификација и до почесто јавување на главоболките. Свесни се за тоа пациентите или не им е познат овој факт? Значи, сега јас не знам, постојано, ние разговараме сега, и тоа е ентитет кој не е
Добре, веќе дојдат кај вас во амбуланта, ќе ви кажат колку често земаат лекарства против болка за главоболка. Знак дека треба да размислиме за превентивна терапија. Тогаш тие луѓе не се соодветни за да земаат акутна терапија кога ќе се јави нападот, него они се кандидати за да земаат превентивна, тоа е терапија што се зема постојано и која спречува да се јават нападите. Каква е таа терапија? Што вклучува? Па конкретно е за најчестата, да речеме, примарна главоболка. За мигрената има различни видови на терапии и тие се повеќе години и децении познати, сега има нови, има некаков бум, да речеме, во таа терапија. Значи вклучува различни лекови. Тоа не се лекови против болка? Или се? Тоа се лекови во широка смисла, не се оние кои ги земаме за акутен третман на болка. Така. Ретки се тие што делуваат, имаме нова група гепанти што делуваат и во акутен и за превенција, тоа се малку, меѓутоа во принцип се различни други групи на лекови кои делуваат и на главоболка, а сега имаме и специфични, да кажам, моноклонални антитела и гепанти кои делуваат на еден од механизмите на настанување на мигрената. Ама, значи, тоа е за превенција, за спречување. Не можете парацетамол да пиете секој ден и да спречувате, или бруфен, ме разбирате? Тоа се различни групи на лекови кои се даваат. Се повеќе се зборува за некаква биолошка терапија? Па да, сега имаме, значи, и апсолутно ефикасна моноклонални антитела, значи тоа се антитела насочени само кон во случајов така наречен CGRP, значи кој е вклучен во пренос на болка и во патофизиологијата на мигрена, еден пептид кој е вклучен во настанувањето, тоа е патофизиологијата во механизмот на кој настанува мигрената. Имаме значи моноклонално антитело насочено само кон него и практично на таков начин се превенира, еднаш месечно се прима и се превенираат мигренозните главоболки. Но не сите пациенти се кандидати за оваа превентивна терапија? Како утврдувате кај кого ќе делува се тоа, кај кого нема превентивна терапија да даде? Да, има и разни други превентивни, значи така? Не, ова е сега нешто што е ново, што е ефикасно и што е безбедно релативно. Инаку ние превентивна терапија за мигрена сме давале и даваме различни типови, така, значи на лекови кои делуваат на различни механизми, од комплексно настанувањето на мигрената, вклучени се и неврогени фактори, васкуларни фактори, па имаме различни групи на лекови кои делувале, па правим индивидуална проценка какви дополнителни болести има некој пациент, какви ризик фактори има тој пациент, неговите па во крајна линија и неговите, како речам, лични преференции. Некој сака, например, еве овие моноклонални антитела се приемаат еднаш месечно на клиниката за неврологија, значи како подкожна инекција, меѓутоа некој може сака да пие таблети, му е позгодно отколку тоа да го прима, не живее во Скопје, не сака да доаѓа секој месец. Не сака се боцка некој. Да, не сака да се боцка, значи има различни, зависи и тоа, зависи дали има дополнителни други болести, дел од другите превентивни лекови се и кои делуваат на нешто друго. Од главоболките знаете како се и придружник на многу невролошки болести, па и мигрената, значи се придружници и коморбидитети ние викаме, значи заеднички се јавуваат со некои други невролошки болести и тоа водиме сметка, значи дали нешто може да делува на двата механизма, на двете болести, да кажеме, дали нешто. Многу работи треба да се земат во предвид. Тоа е тој индивидуализиран пристап што ние го сега е многу популарен, ама ние го применуваме секако, мислам. Нема еден лек кој одговара на сите. Се случува ли ке пациенти кои што не земаат превентивна терапија, туку само лекови против болка за да смират главоболката, во одреден момент да стигнат до ситуација кога лекот што го пиеле повеќе не им помага? Многу често се случува. Конкретно еве па ќе се вратам на примарните главоболки, еве на мигрената. Значи, незината дефиниција е дека е тоа умерена до тешка главоболка. Значи, ретко некогаш помагаат, меѓутоа често пати не помагаат вообичаените аналгетици, или ако на почеток помагале, потоа не помагаат. Триптаните, гепантите, значи,
Апсолутно се случува. Се случува и, како што реков, зголемување на фреквенцијата, значи има и критериуми зашто некој би примал превентивно, ако некој има само еден ден месечно со мигренозна атака, не се смета за кандидат за превентивна терапија. Оти секоја терапија има и своји несакани ефекти, затоа најмалку 4 атаки месечно конкретно за мигрена, за да размислуваме за превентивна. Ама пак е и разговор со пациентот и проценка, секогаш е индивидуално. Да се утврдат тригерите, доколку успеете да ги утврдите тригерите, може ли на таков начин, со превенција, со избегнување на одредени работи, да се стави под контрола мигрената? Па знаете што, може, може би може. Меѓутоа некогаш е дово. Тригерите секако, вие не можете и апсолутно не би требало нели да кажеме сега примам терапија и јас ќе се однесувам како што сакам. Ние секако треба да размислуваме за тригерите, значи секако треба ако некој има мигрена да внимава, отпочнувајќи ја спомнавте да е постојано хидриран, многу често е тоа тригер, гладен, ако е некој дехидриран, ако е тоа е тригер, ненаспан, ако е сите тие работи се тригери за мигрена. Одредени видови храна, одредени видови, значи алкохол, апсолутно и така. Значи не можете вие да си речете сега ќе земам терапија и јас ќе се однесувам. Не, остануваат некои препораки кои ќе намалат шансата да се јави мигрената, меѓутоа ни лековите не се семокни. Тоа е еден пристап кој вклучува многу работи истовремено за да се, да кажам, намали фреквенцијата на главоболките. Што е со жените кои што имаат мигренозни главоболки секој месец во периодот на менструацијата? Значи, повторно зависи каков е интензитетот, дали може да се копира со акутна терапија и колку трае. Ако таа мигренозна главоболка може да трае, нели таква и дефиницијата, од 4 до 72 часа, ако некој 3 дена го боли главата и навистина е он способен, тогаш навистина може да размислуваме за превентивни терапии. Ако е нешто што трае пократко, се купира со акутна терапија, да, дали ќе помине, нели обично ги интересира, дали ќе помине. Да. Кај некој да, кај некој не. Аха, нема тука правило. Да. Значи не секогаш, да, често пати знаат да бидат со помал интензитет мигренозните, да не се нормално нема циклус, да не се врзани, но тоа не значи дека потполно ќе исчезне мигрената. Ние на клиниката имаме и жени, луѓе, значи во 60-тите години кои се уште имаат чести мигренозни главоболки и кои се на превентивна терапија. Ке ги вклучиме гледачите, професор, ке овој момент. Почитувани, можете да се јавите во програма и да поставите прашање кои што се однесува на главоболките. Ние продолжуваме понатаму, вела дека мигрената не е обична главоболка. Да, значи ние така и почнавме една кампања, годинава почнавме и првпат, нели, воспоставивме национален ден за мигрена на 21 април, затоа што сакавме да подигнеме свесноста, значи луѓето да не одат и сами да се медицираат, од акутна мигрена ќе стане хронична мигрена која е тешка потоа, потешка за третирање, ќе зголемена употреба на аналгетици, ќе потенцира, ќе допринесе во настанувањето на главоболката, да не зборувам колку несакани ефекти, сега да не ги наредувам, меѓутоа ако секој втор ден пиете нестероиден антиреуматик, се штетувате многу да бубрезите, желудникот и така натака. Така заради тоа сакавме да ја подигнеме свеста дека тоа не е обична главоболка, има специфични лекови и за акутен третман, имаме навистина нови и за превенција, едноставно да станат луѓето свесни за тоа, да побараат помош, а не само постојано да зголемуваат дозите на аналгетици, затоа што пред се со таа идеја, а секако не е затоа што е следена со многу симптоми, заради тоа што краде денови од животот на пациент, на луѓето со мигрена. Денови и квалитетот комплетно го нарушува. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката. Благодарам. Се јавувам, поќе станам на Себајле. Имам главоболка, дали може да биде од низок, имам и низок многу притисок, а и вратот ме боли, дали може да биде од вратот
или од нискиот притисок, а имам и повраќање кога имам низок притисок. Дури гадење ви се јавува. Професор Кедан, имате уште некое прашање? Па, знаете што, јас генерално се разбира, не можам тука сега да по телефони во програма го ставите диагноза. Меѓутоа, ако трае подолго време, како правило, значи, ако се јавува често, поготово ако се зголемува честотата, ако трае подолго време и така, секако да се побара стручна помош. Прво да се поразговара со матичниот лекар. Јас заборавив да спомнам сега. Секогаш почува тука матичен лекар, така? Па, апсолутно да. Јас заборавив да спомнам некогаш, ние секогаш треба да направиме кај секоја главоболка и крвна слика да видиме ако е некој анемичен. Следно за тоа ќе зборуваме. Добро. Така да, значи, ако таа главоболка е честа, секојдневна, смета во функционирањето, се зачестува се повеќе, пратена е со други симптоми, спомнавте повраќање, апсолутно да се поразговара со матичниот лекар, а потоа ќе одлучи он во кој правец да го упати, значи нешто што може нормално самиот ќе третира ако смета дека треба специјалисти така. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Добар ден, почитувани. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, почитувани, поздрав до професорката и до вас. Ви благодарам. Јас сум еден пациент кој што долги години пати од мигрена. На времето се земаше терапија за превенција на мигрената, вклучувајќи ги нели оние класични лекови кои што се земаат при односно пред нели самиот напад, меѓутоа во последниот период од прилика месец до два имаме проблем со набавка на триптани и на лекови за мигрената, така да не знаеме што се случува. Дали можеби докторката би сакала да ни каже некоја алтернатива како може да превенираме одеден напад и што би можеле да земеме како заменски лек. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Се не знам во програма дали може имиња на лекови да се споменуваат, така? Јас не сум сигурна. Меѓутоа, во принцип, значи, прво триптаните не се за превенција, се за третман на акутен напад, кога ќе почувствуваат симптоми, аура, чувствуваат луѓето, значи и тие што немаат мигрена со аура, меѓутоа навестуваат, ќе видат промени на време, они ќе почнат да се чувствуваат или понерасположено, или уморно, или апетитот зголемен, намален, значи се чувствуваат дека ќе дојде. Меѓутоа, во секој случај, значи, триптаните не се, пак ја повторам, за превенција, тие се за третман на акутна атака, акутен напад на главоболка. Свесна сум дека не често ги има. Има алтернативи во моментов, гепанти, кои исто така се за третман за акутен третман на мигрена, но ако се почести од 4 месечно тие атаки, ако навистина не поминуваат или ќе поминат, и тоа се случува често, ќе го земат апчето, ќе помине главоболката, но се јавува повторно, тогаш треба навистина да се јават и да поразговараат. Имаме амбуланта за мигрена, да. Имаме уште еден гледач, односно уште двајца. Добар ден за првиот одбор. Ало, добар ден. Во програма сте? Се јавуваме од натрешноста на државата, од Прилеп поготово. Така. Видете, бев кај својот матичен лекар, невролог, кој спаси младо детенце 29 години со мозочен удар. Сега, прашањето ми е, имам дадено лек вимпоцетин, тоа е винцева, али уште ми се јавува некако вертигото. Бидејќи докторката е почитувана е невролог, би сакал дополнително да кажи за колку трет месец примам вимпоцетинот и пак имам кај предел на очите секундарни вртоглавици. Толку ми е прашањето и многу поздрав за докторката. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Тилма амбуланта. Повелете. Добро, благодарам. Вртоглавицата исто како и главоболката е еден од најчестите симптоми кои се јавува по различни причини, по различни механизми, понекогаш и често е тешко да се третира, мултидисциплинарен е пристапот, може многу различни, да речам, да се повеќе причини поврзани со вртоглавицата. Јас на телевизија се разбира не би давала директно совети, пак би го советувала да се јави кај неврологот, имаме колеги во Прилеп неколку, да поразговара и на таков начин, ако треба дополнително исследување, да се направи и да се направи обид. Да. Уште еден гледач имаме. Повелете.
Се исклучил? Добре, продолжуваме понатаму. Кога ќе се јави пациент со главоболки, споминавте дека најнапред треба да се направи лабораториска анализа на крвта. Крвна слика. Може ли ниското железо да дава главоболки? Значи може, анемијата е односно нискиот хемоглобин. Така е, да. Анемијата е исто така еден од начините на кои се манифестира покрај немањето сила, слабост и така натака, се и главоболките. Заради тоа реков, главоболката треба да ја сватиме како симптом и да бараме некоја причина, се разбира, ако кажува на примарна во ред, меѓутоа апсолутно треба да се испитаат и други параметри, значи што ја пореметуваат хомеостазата на организмот, може да се причина за главоболка. Така да затоа и кажав, треба да се упати на матичниот лекар кој ќе направи некакви секако биохемиски анализи и крвна слика и понатаму во зависност од наодите и други пореметувања во крвта може да дадат нели само се ретки анемијата како нешто почесто јас го спомнав, меѓутоа може да дадат многу често главоболки. Не ги спомнавме ние, но многу честа причина за главоболките се и пореметувањата со видот. Едноставно, не знам, детето на училиште се напрега да види на таблата што пишува заради тоа што нели има проблеми со видот и ќе дојде од училиште, го боли глава, го боли секој ден глава. Значи, тоа е една од работите. И ние, и повозрастните, сме зеленоочари пред неколку години, не сме ги коригирале, кога читаме, не боли главата после неколку часа, па не боли главата, не е соодветен видот. Мислам, не е соодветна корекцијата на диоптријата. А може ли проблемите со зглобот, со виличниот зглоб, со забите, исто така да доведе, со уста, со проблеми во устната празнина, да бидат причина за главоболка? Специфично тие болки доаѓаат во предвид секај посебен тип, значи ние некогаш се размислуваме дали е неуралгија на тригеминус, која е исто еден посебен вид на главоболка, или пак проблем со така наречениот темпоромандибуларен зглоб. Проблемите со забите апсолутно се еден од најчестите исто така причини за главоболка. Ако нешто сакам да порачам, нели сите се плашат ке добијат главоболка, си мислат леле, кој знае, имам некаква страшна, лоша болест, нешто така. Одма на најлошото се помислува. Да, не велам дека во 0,0 колку посто случаи ќе биде можеби тоа, ама треба прво да се проверат сите овие други работи од притисок, од крвната слика, анемијата, заби, очи, уши, синуси, врат апсолутно. Ние ако цел ден имаме, ако цел ден седиме пред компјутер во неправилна положба, настануваат, значи покрај промените на коскено-зглобните структури настанува и грч на мускулите. И сето тоа ќе резултира со главоболка. Значи многу тензијата на мускулите во вратниот дел исто така може да резултира со главоболка. Апсолутно, да. Значи многу причини може да бидат, да речеме, вклучени во настанување на главоболката. Затоа треба да се истражува, детективски предпоставувам, за да се дојде до причината. Па да, и често пати, и не една, често пати се повеќе причини, да, се преклопуваат причините и така. Така да, пак ќе кажам, значи мора да се разговара со лекара, да не се лекува на своја рака. Да. А кога треба се направи магнет на глава, значи магнетна резонанца или компјутерска томографија? Некој веднаш сака да направат што ќе почувствуваат главоболката, за да се осигурат дека не е нешто страшно. Кога треба, па кога ќе назначи неврологот, кога ќе смета дека кога има други симптоми, сега некогаш главоболката е во одвет, пак ќе кажам, во некои типови на мозочни удари и така, ама тоа се препознава по другите симптоми, тоа се акутни состојби, тоа се, како што реков, силни главоболки, пратени со обично други невролошки испади и симптоми, тогаш апсолутно, некогаш може да и поспор развој кај нели експанзивните процеси кај туморите и така. Меѓутоа, во принцип, секако треба да се исклучат другите работи и пак да се гледаат придружните симптоми за секој невролог, кога ќе дојде некој нели со главоболка наклона станата, повраќање, слабост на едната страна, јасно е дека истиот момент треба да се направи компјутерска томографија, да се исклучи нели мозочен удар, крварење и така. Така да
треба да се јават на специјалист. Мојот совет е поготово такви ситуации нормално треба подитно да се јават во медицинска установа. Во текот на летниот период има патувања, бројни, но некои се жалат дека им се јавуваат главоболки токму за време на патувањата. Што може тие да направат и зошто ова се случува? Зашто се случува? Па заради многу причини се случува на патувањето. Значи, прво имаме и возбуда и стрес од патувањето. Патувањето колку и да е убаво и одмор и се, но сепак е стрес. Така да тоа е еден од факторите кој исто така влијае. Дали ќе биде добро, дали на време, дали како ќе биде на границата, како ќе биде со авионот и така натака. Тоа е едно. Ја менуваме нашата секојдневица, секоја промена нели на нашата секојдневица може да предизвика. Ако патуваме во кола, значи повторно, зависи колку долго трае, луѓе имаат на кои им смета и самото движење, имаат така наречени кинетози, па може и тоа, температурата, промената, апсолутно. Во авионот малку и таму настануваат поголема се можностите за дехидратација, значи луѓето забораваат често да пијат, се менуваат воздушните притисоци. Или пак свесно не пијат за да не одат до тоалет. Или и тоа така е, и тоа го прават. Така да мултифакториелно е, меѓутоа многу е често, апсолутно, значи тоа е едно од најчесто, да речеме, најчесто се јавува, ќе каже, леле, патував, стигнав со главоболка. Значи, тоа е апсолутно, затоа треба да се води сметка. Она што можеме да влијаеме, да се води сметка. И да влијаеме на факторите на кои не можеме да влијаеме, на временските услови на довршни. Не можеме, на притисоците не, но нашата изложеност може да ја намалиме и на таков начин. Може ли да бидат наследни овие главоболки? Може, како не, мигрената има фамилиарно јавување. Во некои ретки случаи, за некои ретки типови на мигрена, на вистина ретки, така наречена хемиплегична мигрена, апсолутно и се знае точно и кој е генот. Меѓутоа, не за сите, некогаш е полигенетско, повеќе фактори влијат, но ако разговарате, кога разговарате, тоа обавезно исто така прашуваме, некој што има да речеме мигрена, ќе каже, да, мајка ми исто така се ќе фатеше глава, ќе се затвореше во темно цел ден, на прсти одевме, да не сметаме, или да, тетката, бабата, значи, дали има фамилиарна агрегација, има, апсолутно да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта и што на убав начин им ја приближивте оваа тема на гледачите. Фала на вас што ме поканивте. Ке се видиме повторно, очекуваме повторно во новата сезона. Ви благодарам уште еднаш, благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.